Два кратки прекини во снабдувањето со електрична енергија во четврток и петок наутро се случиле на повеќе скопски клиники. За ова известуваат од менаџментот на заедничките служби на клиничкиот центар. Во четвртокот пред 8 часот итно се вклучиле агрегатите за резервно напојување на хирургија, интерниот блок, кардиологија и клиниката за детски болести. Станува збор за прекинот надвор, а не за дефект во клиничкиот центар, брифира директорот на заедничките служби Амар Даут. Прекини во снабдувањето со струја се случиле и вчера. Надлежните на клиниките велат дека среќна околност во целата ситуација е што прекинот во снабдувањето со струја траел кратко, а ваквите ситуации не се воопшто чести на нивните клиники. Директорот на онкологија во изјава за Телма вели дека заради 45-минутниот прекин на клиниката се задржале неколку пациенти, дојдени за извештаи. Тоа е вчера петок. Имаше престанок на струја во трајање од 42-45 минути. И за сеќа не се одази во сработата на клиниката. Испративме допис до ЕВН, напишавме мейл, пошто телефонот се беше за јавност, не беше, никој не се и чисто да ни објаснат што е, дали е дефект, да знаеме што да правиме, да. Но за сеќа струјата за 45 минути дојде, така да не се одази на работењето на клиника. Компјутерите пак ги клучивме тие што се за извештаи, се почека некои луѓе, тоа е. Причина за прекинот во снабдувањето со струја е искинат кабел кој поврзува две трафостаници во центарот на Скопје. Прекинот во снабдувањето на клиничкиот центар Скопје настанал поради искинат 10 киловатен кабел од трафостаницата Буњаковец кон трафостаницата НИП Нова Македонија. Екипите на електродистрибуција веднаш интервенирале на терен и за кратко време снабдувањето се стабилизирало. Телма праша во Министерството за здравство каков план се крои во очи на зимата и кризата со енергенси и дали е изводливо да се штеди струја и во болниците. Оттаму одговараат дека дадени се насоки до сите јавни здравствени установи за спроведување на дел од мерките кои се однесуваат на користење на осветлување, редовно менување на филтрите на клима уредите и замена на стари прозорци со енергетско ефикасни. Економско-енергетскиот совет на владата донесе одлука со која сите јавни здравствени установи ќе бидат обезбедени со струја по цена поповолна од берзанската.